Почитувани гледачи, ова е новата ТВ ординација. Оваа ТВ ординација посветуваме на сезонскиот грип, но и на свинскиот грип. Ништо понеалармантна не е бројката, ниту пак со заболени од морбили во државата, кое што најголемата концентрација епидемијата е во Скопје. Најпрво да зборуваме за грипот. Коси насекаде, Струмица изминатата недела беше рекордер со новозаболени пациенти од сезонски грип, но овдека постојат и луѓето кои што после диагностицирањето е констатирано и за постоење на свински грип. Она кое што загрижува јавноста е 8-те смртни случаи. Во продолжение да погледнеме изјавата на примариус доктор Гордана Кузмановска од Институтот за јавно здравје и информацијата за 8-те смртни случаи на ниво на Македонија. Се работи за 5 случаи од Скопје и 3 случаи од други градови на Македонија, по еден од Делчево, Охрид и Кавадарци. Новите смртни случаи се лица на возраст од 13 годишна возраст до 70 годишна возраст. Најголем број 5 се пријавени од клиничката болница 8 септември. Се работи за 4 случаи кои што починале во текот на минатата недела, а една е пријава за случај кој што ја добивме со малку закаснување. Значи тоа се работи за смртни случаи во текот на седмата недела, додека останатите исто така се починати во текот на минатата недела. 2 пријави за смртен случај од грип, асоциран со грип имаме од клиниката за инфективни болести и еден е од клиниката за детски болести. Претпоставам дека за дел од нив веќе сте известени во текот на изминатата. Грипот во сезона на грип, како што реков, се пријавува на неделни збирни извештаи во кои што ни се доставуваат податоци за број на заболени и смртни случаи, за која недела и на територијата каде што тие се диагностицирани. Сметам дека државните здравствени институции треба да бидат известени согласно законската регулатива. Значи пријава за заболен и умрен се доставува во рок од 24 часа. Продолжуваме понатаму со останатите содржини. Настинките и грипот. Често пациентите не прават разлика помеѓу настинка и грип, па и многу често на своја рака земаат и антибиотици, а не исто влијаат на лекувањето и кон настинката, но и кон грипот. Во продолжение, прилогот. Сезоната на настинки и вирусни инфекции во полнек, а многумина ги мешаат симптомите на настинка и грип, со што домашното лекување може да добие погрешна насока, како и да ги разликувате симптомите на грип и на настинка. Грипот и настинките се предизвикани од вируси, а на почетокот нивното разликување е отежнато бидејќи имаат значителни заеднички симптоми. Првите показатели на настинка се јавуваат по 1 до 2 дена по контактот со вирусот, обично со болки во грлото и водлес секрет од носот. Кај грипот се случува целосен пресврт, од утринско здраво и полетно чувство до болки во целото тело за само неколку часа. Болеста нагло започнува со висока температура и со јака главоболка. Високата температура, главоболката, болките во зглобовите и мускулите, губењето на апетитот, исцрпеноста се дел од симптомите на грип и бараат мирување и лежење во кревет, за да не се комплицира состојбата. При настинката температурата не е висока, не се јавува исцрпеност, а вообичаените симптоми се кивање, болка во грлото, затнатност и кашлица. Симптомите на почетокот се слични, но кај грипот се посилни и траат подолго. Заболувањето од грип е почесто во студените месеци, додека настинката може да фатите во било кој период од годината. Болката во грлото и исцедокот од носот се првите знаци и кај грипот и кај настинката, но има голема разлика. Кај настинката проблемите со носот и синусите почнуваат откако ќе престанат болките во грлото, пошто следува безбоен исцедок од носот. Постепено исцедокот станува погуст и жолт, а во 5-тиот ден состојбата се подобрува. Кај грипот, исцедокот останува ист по неколку дена, а кашлицата е сува и непродуктивна. Ако сте болни од грип, чувството на главоболка и грозница е поинтензивно, а телото е буквално приковано за кревет, што значи дека станува збор за покачена температура, која достигнува понекогаш и до 40 степени.
Некои луѓе настинката ја минуваат на нозе и функционираат нормално, но луѓето со грип не може да станат од кревет поради високата температура и потењето, болки во зглобовите, губењето на апетитот, исцрпеност и потреба за сон. Ова се дел од симптомите што тие ги чувствуваат. Ним им е потребно лежење во кревет, храна што ќе им даде енергија, витамин С, сон, а може да вклучат и антиоксиданти, витамини, природни имуни стимулатори, како и чаеви, супа и овоше. Најлошото кај настинката минува за 7 дена, а целосно треба да се повлече од организмот максимално 4 недели по заболувањето. Грипот го исцрпува телото, така што болките и уморот може да се задржат со недели. Кај некои заболени со ослабен организам може да се појават и зголемени болки во пределот на стомакот, зглобовите и мускулите. Најдобар начин да се заштитите е честото миење на раци, да се избегнува контакт со носот, очите и устата и да се избегнуваат затворени простории со болни луѓе. Како што кажавме и на почетокот, во изминатиот месец во Струмица беа регистрирани 3 пациенти кај кого беше откриено присуството на H1N1, инфлуенцата на свинскиот грип, кој што зема се поголем замав во соседните држави, во Србија и Бугарија. Веќе имаме смртни случаи на свинскиот грип, што е она кое што пациентите треба да внимаваат, првите симптоми и како да ги разликуваат од симптомите на грип, бидејќи тие се речиси идентични. Грипот H1N1, познат уште и како свински грип, е заболување на дишните патишта предизвикано од вирус на инфлуенцата од типот А. Болеста е наречена свински грип, затоа што вирусот кој ја предизвикува кај првите заболени се пренел од свињите. Вирусите на свинскиот грип кои се шират помеѓу свињите не се исти како вирусите кои се појавуваат кај луѓето. Обичниот свински грип исклучително ретко се пренесува на луѓето и тоа само кај луѓе кои имаат постојан, директен контакт со свињи, ветеринари и собственици на фарми. Грипот H1N1, кој сега се распространува помеѓу луѓето, е многу поразличен од обичниот свински грип. Тој предизвикан од нов вирус на свински грип кој се променил до таква степен што сега му овозможува да се шири од човек на човек. Новиот вирус, кој веќе е реална закана за нас, содржи генетски материјали од свински, птичи и човечки вируси на грип. Уште по појавата на грипот H1N1 започна да се шири и лесно помеѓу луѓето. На 11 јуни 2009 година Светската здравствена организација прогласи пандемија. Во моментов, бројот на заболени во земјава драстично се зголемува. Над 300 заболени и 1 смртен случај, а 2 наши соседи, односно Бугарија и Србија, веќе прогласи епидемија. Затоа е особено важно да знаете како да се заштитите од првата пандемија на 21. век. Симптомите на грипот H1N1 се слични со симптомите на сезонскиот грип. Тие вклучуваат висока температура, морници од студ, главоболка, кашлање, сува кашлица, суво грло, затнат нос, болки во мускулите, замор. Кај некои заболени се јавува и вртоглавица и повраќање. Речиси кај секој болен од грип се јавуваат најмалку 2 од овие симптоми. Но овие симптоми може да бидат знак за многу други болести, особено за сезонскиот грип. Ниту вие, ниту вашиот доктор не може да бидат сигурни дали имате свински грип или не, само врз основа на овие симптоми. Единствено лабораториски тест може дефинитивно да покаже дали имате свински грип. Многу се чести случаевите на заболени од грипот H1N1, кои сметаат дека имаат сезонски грип, па не посетуваат доктор. Ако пред појавата на горе наведените симптоми сте биле потполно здрави, најверојатно нема потреба за паника, но за секој случај треба да се јавите на преглед кај вашиот матичен лекар. Поради тоа што симптомите на свински грип се исти со симптомите на сезонскиот грип и слични со симптомите на настинка, луѓето тешко може да препознаат кога треба да се сомневаат во појавата на новиот грип H1N1. Во следната табела ќе можете да се ориентирате на честата и интензивноста на симптомите кај настинката, сезонските грипови и свинскиот грип и со тоа полесно да ја одредите како да реализирате.
При појавата на некои посериозни симптоми, потребно е веднаш да се реагира и да се посети доктор. Детето веднаш треба да го однесете на доктор. Ако има потешкоти во дишењето, кожата му е помодрена или сива, не конзумира доволно течности, не комуницира со другите, повраќа често, се раздразнува лесно дури и кога го допирате, покажува симптоми на грип кои се подобруваат и потоа повторно се јавуваат, но со треска и поинтензивна кашлица, покажува промени во однесувањето, има треска и црвенило по кожата, а возрастните веднаш треба да се јават на доктор ако имаат потешкоти со дишењето, чувствуваат болка во градите или стомакот, имаат вртоглавица, се чувствуваат збунето, повраќаат, покажуваат симптоми на грип кои се подобруваат и потоа повторно се појавуваат, но со висока температура и поинтензивна кашлица. Поради тоа што вирусот на грипот H1N1 е нов, сите се изложени на еднаков ризик да заболат од него. Сепак, постојат некои група на луѓе кај кои грипот може да биде со посериозни последици. Бремените жени, кај нив ризикот за компликации при заразувањето со грипот е 6 пати поголем отколку кај жените кои не се бремени. Помалите деца, особено на возраст до 2 години, посериозно или хронично болни, лица со астма, болести на белите дробови, срцето, црниот дроб, бубрезите, мускулите или луѓе со невролошки проблеми, диабетичари и луѓе со низок имунитет, вработени во здравствени установи почесто доаѓаат во контакт со заболени луѓе. Лица постари од 65 години, поретко се случува на грип кај постари луѓе, но кај нив болеста може полесно да доведе до компликации. Млади до 25 години. Кај нас во моментов ризичната група се и децата кои одат на училиште и студентите. Децата најчесто го сваќаат вирусот од училница и го пренесуваат на други со кои доаѓаат во контакт. Новиот грип H1N1 се распространува исто и како обичниот, од човек на човек. Може да бидат заразени ако инфицираното лице искашла или кивне во ваша близина без да си ја покрие устата. Ситните честици на вирусот може да се пренесат на далечина дури од 1 метар. Исто така, може да се заразите ако допрете површина врз која има вируси и потоа да го допрете носот, устата или очите. Затоа, многу е важно редовно да ги миете рацете, дури и да не сте болни. Едно лице кое има свински грип може да се распространува вирус на грипот во период од 1 ден пред да ги почувствува првите симптоми до 7 дена откако ќе се појават првите симптоми. Ако сте биле во близок контакт со лице кое е заразено од овој грип, тоа значи дека сте биле изложени на грипот. Ова особено важи за лицето кое што кивнало или искашлало во ваша близина, а не си е покрило устата. Изложувањето не мора да значи дека ќе ја развие инфекцијата или болеста и постои реална можност да поминете без да бидете заразени. Ако спаѓате во некој од горе наведените ризични групи, тогаш за вас ризикот е поголем. Во таков случај, најдобро е веднаш да одите кај вашиот матичен лекар, кој ќе процени како да започнете со вашето лекување. Тоа истото важи и за младите луѓе кои се на терапија со аспирин или лица над 65 години. Светската здравствена организација препорачува луѓето кои биле изложени на грипот H1N1 превентивно да не се лекуваат со антивирусни лекови како Тамифлу или Риленца, доколку не спаѓаат во ризичните групи. Причини за тоа што може да се развие отпорност на вирусот кон овие лекови. Повеќето од случаевите на отпорност кај Тамифлуто се јавиле кај лица кои го примале лекот како превентива. Свинскиот грип, односно H1N1, е чувствителен на антивирусни лекови, Тамифлу и Риленца. Тамифлуто се користи и за успешно лекување на птичи грип. Овие лекови се најефикасни ако се примаат до 48 часа по појавата на првите симптоми. Поради тоа, лицата кои покажуваат симптоми на новиот грип и спаѓаат во ризични групи треба да се добиваат и да се лекуваат со Тамифлу што поскоро, без да се чекаат резултати од лабораториски анализи. Кај нас со Тамифлу се лекуваат само ризични групи и оние лица кои покажуваат потешки симптоми. Се уште нема Тамифлу ниту во аптеките, ниту пак кај матичните лекари. Комисијата за пандемски грип треба да одлучи дали и како лекот да стане достапен до граѓаните.
Оние кои покажуваат полесни симптоми и оние кои не спаѓаат во ризични групи, најдобро е да останат дома и да не брзаат да применат кон лекување со Тамифлу. Тамифлу не треба да се прима превентивно, затоа што може да се појави резистентност на вирусот кон овој лек. Како и да се ефикасни антивирусните лекови, Тамифлуто и Реленцата, сепак тие не ветуваат 100% оздравување. Како да се заштитиме од свинскиот грип? Да се мијат рацете редовно и темелно со сапун и вода, особено ако кивате или кашлата. Триите ги со сапун најмалку 20 секунди и исплакнете ги убаво со топла вода. Ако немате достап на сапун и топла вода, тогаш користете влажни марамчиња на база на алкохол. Избегнувајте контакт со лица за кои знаете дека се болни. Избегнувајте да ги допирате очите, устата и носот. Частиците од вирусот може да живеат врз површините на предметите и дури 2 часа, а некогаш и подолго, па лесно може да ги донесете до вашето лице. Затоа внимавајте раците секогаш да ви бидат чисти. Ако треба да имате контакт со лице кое има грип, носете маска. Една маска треба да се користи максимум 2 часа, а потоа треба да се isfрли. Конзумирајте храна богата со витамини, осигурете си добар сон и бидете физички активни. Јакиот имунитет му помага на телото да се бори против вирусите. Мерките кои треба да ги препознаете ако покажуваат симптоми на грип. Доколку сметате дека имате симптоми на свински грип и не спаѓате во ризична група, останете на домашно лекување. Но пред да го донесете тоа решение, задолжително консултирајте се со вашиот матичен лекар. Кога тој ќе потврди дека не сте склонни кон компликации, останете дома и превземете ги следните мерки. Не излегувајте од дома додека покажуваат симптомите на грип и 24 часа откако ќе исчезнат сите симптоми. Ако навистина морате да се движите меѓу луѓе, задолжително носете маска. Обидете се да не користите јавен транспорт. Ако не носите маска, покривајте устата со рака или марамче за еднократна употреба, особено кога кашлате или кивате. Мијте ги рацете редовно и темелно, конзумирајте повеќе течности и храна богата со витамини. Мерки за заштита при лекување на заболено лице. Заболеното лице треба да престојува во одделна просторија во домот, додека симптомите не исчезнат. Негата на заболеното лице не треба да се спроведува од бремена жена или од лице кое спаѓа во ризична група. Заболениот задолжително треба да носи маска или да ги покрива носот и устата со марамче за еднократна употреба кога е во соба, кога престојува со друго лице. Задолжително болниот да ги одржува рацете чисти. Меењето на раците треба да се прави со топла вода и сапун и да трае најмалку 20 секунди. Треба да се одржува хигиена во просторијата каде престојува болното лице и во сите простории кои се користат заеднички од другите членови на семејството. Често треба да се проветрува. Задолжително е меењето на раците пред и после престојот во собата на лицето кое има свински грип. При директен контакт со заболено лице или со предмети кои ги користело, треба да се носи маска и ракавици за еднократна употреба. Постојано треба да се внимава на здравјето на сите членови на семејството, односно за појава на симптоми или влошување на состојба. На почетокот на емисијата спомнавме дека алармантна не е состојбата само со грип, со сезонскиот грип и со свинскиот грип во земјава, овдека се и морбилите, дека во Скопје има прогласено епидемија, па во продолжение зборуваме што велат статистиките. Според податоците од Универзитетската клиника за инфективни болести, во текот на вчерашниот ден биле прегледани тројца пациенти со симптоми на морбили, од кои двајца возрастни пациенти се амбулантски прегледани и пуштени на домашно лекување, а една пациентка е хоспитализирана на клиника. Станува збор за 29 годишна пациента од Скопје без податок за вакцинален статус. На инфективна клиника во моментов се хоспитализирани 19 возрастни и 18 деца со морбили, односно вкупно 37 пациенти со морбили. Еден пациент се наоѓа во потешка состојба на оддел за интензивно лекување. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во периодот од 2 март до 8 март годинава се пријавени вкупно 83 сомнителни случаи на мали сипаници, додека од почетокот на епидемијата во Скопје вкупно се регистрирани 493 случаи на мали сипаници.
Од почетокот на епидемијата вкупниот број на вакцинирани лица во Скопје речиси 10.000 лица, додека вкупниот број на вакцинирани лица на возраст до 14 години со МРП вакцината од почетокот на епидемијата во државава изнесува 15.151 лице. Високиот одзив на вакцината ќе придонесе за крејвање на колективниот имунитет. Во текот на минатата недела во Институтот за јавно здравје се пријавени 2678 случаи со симптоми на грип, што е за 16,5% намалување во споредба со една недела пред тоа. Вкупниот број на заболени од грип оваа сезона изнесува 15.201 лице. Објаснувајќи го планот за превенција од грип, од Светската здравствена организација објаснуваат дека не треба да се прашува дали дека треба да има пандемија, туку како да се заштитиме од неа. Тие најавуваат и нов вирус на овој грип, бидејќи сите досега познати лесно може да мутираат. Директорот на Светска здравствена организација вели дека трошоците за лекување многукратно ќе ги надминат оние за заштита од пандемијата на грип, што ќе го запаси светот. Последниот пат од 2009 или 2010 година светот беше соочен со пандемија на птичи грип, кога беше заразен секој пети човек со смртност од 0,02%. Сега експертите на Светска здравствена организација најавуваат посмртоносен вирус на грип, што од животните ќе се рашири на луѓето. И за крај од ова издание на ТВ Ординација ќе ги видиме изјавите и на директорот на инфективна клиника, но и на министерот за здравство Венко Филипче, кои што алармираат дека невакцинираните деца од МРП вакцината ја доведоа ситуацијата до влошената состојба со зголемениот број на присуство на морбили, кои што за жал понекогаш и завршуваат фатално. За крај изјавата на министерот Венко Филипче и директорот на инфективна клиника. На инфективната клиника во овој момент се лекуваат 29 пациенти. Од нив 11 се возрастни, другите се деца. Тешки и комплицирани случаи има само кај возрастните. 4 од нив се на респираторна машина, но не се во животно загрозувачка состојба, иако тоа е ситуација која што може да се дополнително искомплицира заради тоа што станува збор за тешко воспаление на белите дробови. Она што загрижува е дека во Скопје имаме вкупно 25.000 невакцинирани деца, од кои вакцинирани се многу малце, само помалку од 5.000 деца. Значи, она што треба и како апел е да се засили вакцинацијата вон Скопје. Она што комисијата го препорача е секаде каде што е прогласена епидемија на територија на Центар за јавно здравје важат истите мерки како што беа препорачани и во Скопје. Овдека е крајот на денешното издание ТВ Ординација. Се надевам дека со информациите кои што ги извоивме и оние сите едукативни прилози кои што ги приложивме во ова издание на емисијата, се надеваме дека ќе помогнеме на пациентите, барем во разликата помеѓу настинка и грип, но и како да се заштитат од свинскиот грип. Ви благодарам што и вечерва бевте со ТВ Ординација. Останете и понатаму со ВИС. Од мене до гледање.